Македонскиот театар комедија достојно ја представува Македонија на фестивал во Турција. Екипата на театар комедија ќе настапи со представата За секого има по една, која на сцената на Драмскиот театар во Скопје предизвика голем интерес. Почитувани гледачи, вие го гледате саботното издание на Урбаните вести. Повторно објавен оглас за продажба на парцели за откупно-дистрибутивен центар во Илинден. Сообраќаен метеж по скопските улици предизвикан од обилните дождови. Се очекува намалување на цените на становите. Платите во Македонија пониски во споредба со истиот период минатата година. Во стопанскиот комплекс Илинден во општина Илинден ќе се гради откупно-дистрибутивен центар. За таа цел во тек е повторна објава за електронско јавно надавање на две парцели на кои треба да биде изграден откупно-дистрибутивниот центар, откако првиот оглас беше поништен поради одржувањето на локалните избори. Исто така наскоро се очекува да бидат објавени следните парцели за домување на локалитетот Јака. Општина Илинден продолжува со продажба на преостанатото слободно земјиште наменато за стопански развој на општината. Во моментов актуелни се повторните објави за електронско јавно надавање на две парцели наменати за изградба на откупно-дистрибутивен центар, лоцирани во стопанскиот комплекс Илинден. Првиот оглас за овие парцели кој беше објавен на почетокот на месец април беше поништен поради одржувањето на локалните избори. Површината на поголемата градежна парцела е 87.065 метри квадратни и за неа почетната цена на јавното надавање изнесува 61 денар, додека за втората парцела со површина од 19.334 метри квадратни почетната цена изнесува 148 денари за метар квадратен. Право на учество на јавното надавање имат физички и правни лица кои што ќе достават пријава за учество во јавното надавање, која треба да се достави до 30 мај оваа година на адресата на општина Илинден, а јавното надавање ќе се одржи на 4 јуни во 11 часот по електронски пат. Исто така во Илинден наскоро треба да продолжи продажбата на парцели за домување на локалитетот Јака. Од општината ни изјавуваа дека во тек е подготовка на техничката документација за продажба на следните парцели во новата населба на локалитетот Јака. На овој локалитет од вкупно 500 парцели продадени се 105 парцели, од кои 104 за изградба на семејни куќи, а една за изградба на хотелско-сместувачки капацитети. Поради големиот интерес за парцелите во Јака, општината и во наредниот период ќе објавува парцели за продажба во зависност од подготовката на техничката документација. Обилните дождови го закочија сообраќајот по скопските улици, поплавени улици и многу вирови со вода кои го отежнуваат движењето и на возачите и на пешаците е сликата која го отсликува Скопје изминативе денови. Елизабета Дамјановска. Деновиве она што може да се види по скопските улици. Во висок процент се поплавени улици и закочен сообраќај. Обилните врнежи од дожд во изминативе неколку дена го оневозможија протокот на возила по сообраќајниците. Нервозни возачи и големи колони на возила е веќе вообичаена појава. Секој, обидувајќи се да стигне навреме на работното место во раните утрински часови, создава вистински сообраќаен хаос, особено по најфреквентните сообраќајници. Најалармантна е состојбата на улиците кои немаат изградено атмосферска канализација и кои за време на вакви обилни дождови се целосно поплавени. Во секоја скопска населба има барем по неколку вакви улици кои се целосно поплавени. Сепак, тука никако не заостануваат ниту големите сообраќајници, бидејќи сообраќајниот метеж не ги одминува ниту нив. Оние улици и булевари кои неодамна се реконструираа, до некаде ги намалија проблемите на скопјани и по нив нормално се вози. Од друга страна, проблеми за време на обилните дождови не се создаваат само за возачите, туку и за пешаците, кои не можат нормално да се движат по пешачките патеки, а за нивното отежнато движење придонесува и несовесното однесување на возачите, кои брзајќи навреме да стигнат до саканата дестинација, не водат грижа дали ќе ги спрскаат пешаците. Основното училиште Ѓорѓе Апулевски е едно од училиштата кои продолжуваат во втората фаза на имплементација на асистивната информатичка технологија за ученици со посебни образовни потреби. Втората фаза на проектот предвидува прилагодување на 20 учебници во посебен e-формат, изработка на софтверска апликација, подготовка на приречник и обука за наставници за спроведување на инклузивни наставни практики и обезбедување на асистивни компјутерски уреди.
Неодамна се одржа средба со 30 избрани училишта од Република Македонија, на кои што беа присутни представници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, УСАИД, како и од Граѓанското здружение Отворете ги прозорците. На средбата се посочи главната цел на проектот, а тоа е поттикнување на инклузијата и активно учество на учениците со посебни потреби во редовната настава преку возможен пристап до компјутери преку асистивна информатичка технологија. Во моментов на пазарот на недвижности во Македонија има околу 5000 непродадени нови станови. Цените на становите бавно паѓаат и покрај интензивната изградба на нови објекти. Со цел да се утврдат реалните цени на сите недвижности, Агенцијата за катастар планира да врши масовна проценка на нивната вредност, со што граѓаните на дневна основа ќе имаат информации колку вреди одреден стан, куќа, деловен простор или земјиште. Андријана Димитриевска. Според информациите од градежните компании, во моментов на пазарот на недвижности во Македонија има околу 5000 непродадени нови станови. Цените на становите бавно паѓаат и покрај интензивната изградба на нови објекти од една и помалата заинтересираност на граѓаните за купување на стан по постојаните цени од друга страна. Градежниците посочуваат на скапите материјали за изградба како неизбежен фактор кој го одредува цената, додека агенциите за недвижности обвинуваат за нереално формирање на цената на стамбен квадрат. Со цел да се утврдат реалните цени на сите недвижности, Агенцијата за катастар планира да врши масовна проценка на нивната вредност, со што граѓаните на дневна основа ќе имаат информации колку вреди одреден стан, куќа, деловен простор или земјиште. Генерално се очекува дека ќе има намалување на цените на становите, односно ќе има точна вредност на становите, затоа што ова ќе овозможи на граѓанинот или на бизнисменот пред да го купи станот да отиде во катастарот или преку веб страната да ја провери вредноста на станот. Проектот за проценка на вредноста на недвижностите треба да биде готов најдоцна за 2 години. Реалната плата во Македонија континуирано се намалува. Само во првите 2 месеца годинава платите се намалиле за 2,4% во споредба со истиот период минатата година. Дека цените на производите растат побрзо отколку вредноста на платите, покажуваат и последните статистички податоци за инфлацијата, според кои прехранбените производи во април споредено со истиот месец минатата година поскапеле за 3,7%, облеката и обувките за 9,7%, трошоците за здравје се зголемиле за 6,8%, додека пак за образованието за 10,2%. Ивана Митковска. Во првите 2 месеци од годината платите се намалиле за 2,4% во споредба со истиот период лани, што значи дека за толку нивната вредност изразена во купување на производи била помала. Дека цените на производите растат побрзо отколку вредноста на платите, покажуваат и последните статистички податоци за инфлацијата, според кои прехранбените производи во април споредено со истиот месец минатата година поскапеле за 3,7%. Облеката и обувките за 9,7%, трошоците за здравје се зголемиле за 6,8%, додека пак за образование за 10,2%. Дека животниот стандард на македонските граѓани е низок, потврдува и фактор што просечната плата од 21.000 денари не е доволна ниту да ги покрие основните месечни потреби на едно семејство. Според пресметките на синдикатот, на едно семејство му требаат најмалку 32.000 денари месечно за да преживее. Оние пак што немаат плата колку што е просекот во земјава или се дел од армијата од 300.000 невработени луѓе, се соочуваат со уште поголема социјална трагедија. Според економистите, единствен начин да се постигне значајно зголемување на реалните просечни месечни плати, а со тоа и на животниот стандард на граѓаните, и да се остварува континуиран годишен раст на економијата поголем од 7%. Во Скопје Сити Мол ќе се одржи прва трка со високи подпетици на 8 см висина. Пријавувањето на веб и Facebook фан страната на Скопје Сити Мол е до 13 мај. Најбрзите 3 добиваат чевли по избор. Од сите пријавени учесници се влече ждрепка за да се одреди кој учесник во која лента ќе трча. Секој од брендовите за чевли е покровител на една лента.
Брендот за учесникот кој се рангирал помеѓу првите 3 обезбедува пар чевли. За сите останати учесници обезбедува попуст од минимум 20% при пазарувањето во наредниот месец. Учесниците се надпреваруваат во сопствени чевли и мора да се на возраст од 16 до 35 години, а висината на подпетиците треба да е минимум 8 см. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Сер Алекс Фергусон по 27 години на клупата на Манчестер Юнайтед ќе се пензионира. Актуел, необјавена песна на Боб Дилан ќе се продава на аукција во Лондон. Сер Алекс Фергусон по 27 години на клубата на Манчестер Юнайтед ќе се пензионира. Веднаш по рекламите следуваат спортските вести.